И на меѓународниот ден на трудот власта и опозицијата со меѓусебни препокувања. Кој колку троши во кафеани и се грижи за работниците. Од СДСМ со обвинување дека првите 4 месеци годинава владини функционери потрошиле 30.000 евра во луксузни скопски ресторани. Секој месец оваа година, почнувајќи од јануари, владата трошела просечно по 10.000 евра од буџетот на кафеани, додека им објаснуваше на работниците дека, замислете, 400 евра се доволни за живот. Нема пари за плати, но зато има пари за гоштевање на министрите. Ова, почитувани, не е расипништво. Ова е буквално изживување. Ова не е власт на граѓаните, ова е елита што се изолирала од сопствениот народ. Од владата ја демантираат СДСМ дека сметки од услугите во бифињата што ги плаќаат вработените ги прикажува како трошоци за ручеци на министри. Од ВМРО, ДПМН пак на опозицијската партија и вратија дека се гладни, ама не за правда, туку за враќање на криминалниот луксус. Вела дека ги подражуваат работничките права, но не и политичкото водство на синдикатите. Како очекуваме Трендафилов да ги разбере работниците? Да објасни во кој дел сочувствува со позицијата на работниците кога земаат плати над 2000 евра. И како тоа неговите ставови се исти како и тие на СДС, Левица и ДУИ. И што барал на состанокот со СДС неодамна и какви инструкции му дале и дали му се доволни 2000 евра плата месечно, додека ги лаже и злоупотребува измачените работници чии права и плати се реално ниски. Освен партиските препокувања, на меѓународниот ден на трудот порака испрати и председателката Гордана Силјановска-Давкова, која вели дека 1 мај е ден кога работниците и синдикатите со право протестираат за повисоки плати и пошироки права. 1 мај е вистинскиот ден кога ние, носителите на власта, треба да се запрашаме. Дали и како се остварува правото на работа? Дали секој има слободен избор на вработување? Дали вработените се заштитени при вработувањето? Дали се соодветно материјално обезбедени при невработеност? Дали секому под еднакви услови му е достапно секое работно место? Дали заработувачката е соодветна на трудот? Дали секој вработен има право на дневен, неделен и годишен одмор? Дали се почитуваат колективните договори? Порача председателката Силјановска-Давкова. Сања Димитровска, Сител телевизија.